Еспресо на Радио Лидер, добре дојдовте, јас сум Љупчо Златев, заедно со мене ово утро е Драган Милосављевиќ. Добро утро, Драган. Добро утро, Златев, добро утро на сите слушатели и гледачи на Радио Лидер во ова тмурно, дождливо утро. Некако традиционално веќе секој четврток кога сум јас овде врне дожд во Скопје, не знам што е работа. Ние се лечиме овде со некаква алтернативна медицина. Знаеш што се плашам дека ако почнеме да зборуваме на тоа, луѓе ќе прашуваат што е лекот, немам појма што е лекот на госпоѓата Минка, е од чаршија некоја чудо, вдишуваш со нос, ти вади синус, дишуваш со уста, и синус, и косинус, и тангенс, и котангенс излага. Се ти е така перфектно. Драган, многу интересни работи се случуваат. Што е? Трамп доаѓа, прави промена на кабинетот. Во Сирија Башар ал-Асад полека паѓа. Му го зема лепо, сега одат кон Хомс, кај да ќе кренат и руска база во воздух. Мислиш? Па да, очигледно е. Тоа е многу интересна тема, не знам дали да влегуваме во незе воопшто. Многу интересна тема. Војната во Сирија започна 2011, траеше 10 години, речи си, без прекин, и заврши со нешто што беше, мај да го наречеме, не принципиелен мир, во кој што на тоа што ти го нарекуваш опозицијата, тие таму го нарекуваат терористите, јас лично мислам дека е поблиску до тоа, ги оставија во Идлиб, тоа е една од провинциите во Сирија, и дел од таа територија исто така држат курдите сириски, и тој незавршен мир, еве сега му се врати како бумеранг на Башар ал-Асад, се покажа дека 30.000 добро вооружени, добро подготвени војници можат буквално за неколку дена да направат неверојатни пробиви и да ја фрлат сириската армија на колена, што практично е доказ дека како велат, ако сакаш некоја работа да истераш, мораш да истераш до крај. Интересни работи се случуваат. Ово е батото во Јужна Кореја, нема да го спомнеме. Во Грузија проблеми, во Јужна Кореја ја обвинија опозицијата за соработка со Северна Кореја и направија Мартијал Лоу, да. Војна состојба прогласи. Војна состојба, па ја повлече за 5 часа и председателот на Јужна Кореја го сруши рекордот на Ѓорги Иванов во најбрзо повлекување на одлука. Светот оди по гјаволите, а ние во Радио Лидер го следиме сето тоа. Интересно, Драган, што види, во однос на Грузија и во однос на Сирија, ќе ги изолирам овие два случаи. Ајде. Очигледно е дека Соединетите Американски држави, подпомогнати од Израел и Турција во Сирија, се обидуваат да му создадат главоболка на Путин пред оној договор кој треба да следува за Украина, кој ќе следува по доаѓањето. Има логика. И сега сакаат за геополитички да ја ослабнат Русија и мислам дека тоа им е засега многу успешен план. Па да не заборавиме дека Сирија е практично единствената, условно кажано, руска испостава во Медитеранот. Таму има руска военна база, русите учествуваат во битките. Во битките учествуваат со авиони, ако сме реални. Меѓутоа многу важно, стратешки важно место за Русија и логично, природно американците да се обидат сето тоа да го поништат. Башар ал-Асад се покажа издржлив за сите овие години на војната, меѓутоа она што јас го читам деноеве интензивно е дека направени се неколку класични грешки, именно оставени се генералите кои што се покажале во војната, се трнати на страна, а начело на армијата се поставени партиски послушници, ако така смеам да ги наречам, или еве послушници на Башар ал-Асад, луѓе кои што се очигледно бирократија, не војници, и еве го резултатот. Со релативно мали сили го направија парче. Ова со Грузија е за мене поинтересно затоа што е поблиску, веројатно. Не знам дали е поблиску. Вака ако гледаме географски, па и не е поблиску. Кој е? Па Грузија или Сирија, тука негде е далечината од нас. Па види, дури веројатно и Сирија е поблиску.
Па мислам, Сирија е многу близко, Сирија де факто е... Грчка, Турција, тоа е тоа. Да, од до Сирија спроти Кипар му доаѓа, или тоа Либија беше сега, Не, Либан е, ама до Либан е Сирија, не е многу значи далеко. многу е близу. Грузија е во суштина подалеку, меѓутоа Грузија е европска држава, така се води. И те таму се случува класична... Да, и културолошки сме многу послични со грузиците сега, да бидеме искрени. Нема збор, географијата едно, меѓутоа културолошки дефинитивно. Интересна е ситуацијата во Грузија за тие што не знаат. Значи Грузија во 2008 година имаше војна со Русија во времето на оној Саакашвили легендарниот, кој што после тоа малку изгледа полуде. Меѓутоа оваа власт сега, грузиски сон, така се нарекува водачката партија во Грузија е, не може да кажеме проруска, но се залага за подобрување на односите со Русија и сега нив им се случува нешто што исклучително многу наликува на шарените револуции што сме ги гледале во минатото. Ништо не е сменето во принципот на овие шарени револуции, се фарбаат нели плоштади со крв, со она, се протестира прилично агресивно, се појавува девојка што влегува во кордон полиција, свадба имаш на двајца демонстранти, маж и жена, кои што нели тука пред полицајците си кажуваат да еден на друг, вечна љубов се заколнуваат, сега фали една девојка да го баци како се вика штитот на полицаецот или да се шминка на него. Тие се финтите од прилика. Знам дека ти изглед на сите ви изгледа како мислиш дека шарена револуција, види. Знаеш, јас ќе земам различна перцепција од сето тоа. Види, да, тоа е една форма на цивилно незадоволство, е една форма на но признаваш дека личи револуција. Методите се тие. Не, тоа е, но имаш оправдана и неоправдана сега тука може спориме, револуција. Реалноста е дека овие дигнаа раца до Европска унија. А најголем дел од грузиската популација е за ЕУ. Во најмала рака ние овде имаме 50-50 поделеност. А не е 50-50, затоа што мислам дека над 60% од грузиците се за ЕУ. Па добро, меѓутоа овие победија со 53% грузиски сон. Да, но Сега Европска унија не го признава тоа, окей. Кога една се вели дека се случува фалсификат таму, но кога една држава е поделена, треба да се седне и да се разговара. И токму тој наратив во однос на изборите дека тие биле всушност нелегитимни, им дава право на овие демонстранти да го прават тоа што го прават, затоа што, пак ќе кажам, проевропскиот сентимент е сентимент на мнозинството од грузиците. И вие тоа не може да им го одземете. Исто како што, да, ВМРО ДПМН е победи во Македонија со убедлива предност на последните избори. Но ВМРО ДПМН немаше антиевропска агенда. Нема ни денеска. Исто и со Грузија. Во Грузија овој што победи, он не кажуваше дека ќе ги заврши европските аспирации откако ќе победи. Да. Значи, сега, ова кај нас би било исто доколку утре Мицкоски излезе и каже ние веќе нема што да бараме ни друго решение за францускиот предлог, ни друго решение со Бугарија, ни ништо. Ние едноставно веќе не сакаме да бидеме дел од Европската унија. Доколку Мицкоски тоа го каже утре во Македонија ќе има основаност да се случува истото што сега се случува во Грузија. И многумина ќе речат ама сега шарена револуција. Да, затоа што мнозинскиот сентимент, вклучително и, како да кажам, 90-80% од оние кои гласаа на последните избори на ВМРО ДПМН е дека Македонија треба да оди во Европската унија. Тоа што ние имаме едногласно антиевропско малцинство на социјалните мрежи е друго. Сега, ова што се случува во Грузија е исто како овде некој да седне и да рече ние се откажуваме од Европската унија, не ни интересираат више ни бугари, ни устав, ни французи, ни ништо. Ние ќе одиме без Европска унија. Добро, паралелата е можеби до некаде стои, има сега некои основни разлики.
Ние сме реално внатре, ние сме обкружени со Европска унија, ние сме и физички внатре. Значи баш во Европа не може тоа да се спори. Грузија е европска држава, меѓутоа реално Грузија припаѓа на практично на азискиот континент од една страна. Второ, ние имаме соседи такви како што имаме, чудни секакви, но тие ги имаат како сосед Русија. Русија со која што сакале неќеле мораат да се соочуваат со стотици и стотици години, особено сега, и веројатно таму има страв дека би можело да дојде до конфликти со Русија. Грузија нема што да бара во војна со Русија. Сега реално, особено што постојат некои тенденции кои велат дека една од намерите е токму Грузија да биде вториот фронт против Русија, кога би се сменила повторно политиката и кога би се вратила во некој облик на радикален како Саакашвили што беше. И тој втор фронт би наштетил на Русија многу, меѓутоа Грузија веројатно би ја ставил во состојба на уништување. И сега тој страв може би кај голем дел од населението застанува и вели, знаеш што, да, ние сме можеби за ЕУ, меѓутоа ајде да преживееме во овој турбулентен момент. Има тука и друга димензија. За разлика од било која држава, за разлика од Македонија, со шарените револуции правиме споредби. Во Грузија има изгубено територија, така и Абхазија и Јужна Осетија, да. Значи тоа се големи региони, не толку големи, но за Грузија се големи. За Грузија се големи. Грузија во последните години има тенденција на огромен економски раст. Мене секој ден ми излегуваат како се вика реклами за инвестиции во грузиските населби на Црното море. Тие градат на големо. Сериозно? Значи, да, не сум го знал тоа. Грузија има, ако да речеме, во нашиот дел во Европа, во југоисточна Европа, ако позитивниот пример во изминатите години е Албанија, каде што имаше една масовен инвестициски бум на Приморието, дури по-интересен пример е Грузија во овој момент со Црноморието. И тоа е онака светски, со арапи градат, луѓе од цел свет, малкумина, сега, овде имаме ние за се експерти, но малкумина ја знаат оваа димензија. Така што, ние не може да гледаме на Грузија низ перцепцијата на Украина. Знаеш како? Украина денеска, токму затоа овие паралели не ми држат вода. Украина денеска има проблем, а тоа е дека Русија де факто на нејзино тло и де факто секој ден ја одзема територија. Така е. На Грузија територијата веќе е одземена. Грузија веќе нема што да изгуби. Знаеш? И токму затоа таа соработка со Русија е тотално неприфатлива за грузискиот народ. Тоа знаеш како е исто као, не знам, нас да ни ја, сега, хипотетички, ова го тврдам, без да бидам сватам погрешно, нас утре Западна Македонија, Албанија да ни ја отцепи, као Абхазија и Јужна Осетија. И утре во Македонија да дојде некој премиер кој сака да прави соработка со Албанија да се откажува од Европска унија. Како ќе го гледаме ние? Знаеш, и понекогаш тоа види ги пак шарени, канваси, вакви такви. Понекогаш треба малце луѓето да си ги отворат мозоците и да сватат дека работите баш не функционираат така како што ним им изгледаат. Добро, претпоставувам дека кај луѓето кои што се напалени во смисол на паралелите со обената, шарената, како да наречеме, револуција, нема ова твоја размислување. Не, ја не ни сакам да вроди со плод, меѓутоа веројатно секоја приказна си е сама за себе и треба да се гледа од тој аспект. Да, значи треба да се треба го изолираш случајот и го анализираш. Така, знаеш што се случува? Знаеш дека Украина и тресна санкции на Грузија. Зеленски вчера го објави тоа. Па тоа е веројатно поради ова приближување кон Русија, но сега види има уште една димензија во Грузија, зашто грузиците па им одговара да соработуваат со Русија. Сега тоа ќе го кажам за да не бидам толку лошо сватен од нашите како да кажам проруски слушатели. Во овој момент Русија под целосни санкции и Грузија има многу бизнис потенцијал во тој дел, затоа што станува збор за земја која е блиску до Русија и
знаеш како, у Русија мора нафта да се продава, да се купува, мора да се купува храна, трговијата продолжува. Само цените се зголемуваат затоа што сега има посредници. И Грузија може многу економски со тој реекспорт да искористи. Ако е паметна, ако знае да игра. Сега, суштината е дека тие две работи па не мора ни да се исклучат. Европската иднина и профитот од реекспортот. Например, Вучич е пример за тоа. Доктор. Значи, некој нека се најде, ама може доктор што за тоа. сакате да му кажете, ама игра. На Вучич никој у ЕУ не му се лути. Па му се лутат, ама он тера. Не, види, му се лутат, ама не е тоа радикално лутење, дел му прекинуваат преговори, му ставаат него санкции и така натаму. Знаеш, едно е тебе да ти се лутат, напишале 5 статии во Политико, а друго е да ти удрат санкции или да ти ги прекинат преговорите. Тоа што и се случува во моментов на Грузија, всушност. Америка го прекина стратешкото партнерство. Кој знае како ќе одат работите тамо? Во секој случај треба да се утврди први како ќе заврши оваа револуција. Сега насилни демонстрации има со денови и полицијата е прилично брутална, како што спеам да видам. Меѓутоа нема жртви и тоа е добро. Да не забораваме, многу ми не го спомнуваат Мајданот во Украина, каде што имаше колку 80 жртви официјално и практично со тоа започна конфликт кој што не е завршен до ден денес. Види, темата дали ви е Грузија или Мицкоски и неговиот страф од СДСМ, кој е на колена и левица, кој Да, го читам ликот, Оливер Трајковски, поздрав за него. Ние се занимаваме со повеќе теми, почитуван слушателу, затоа што се обидуваме. Ве загреваме, бе? Да. Колку повеќе не гледате, толку подобро ние имаме одлични детали за тоа колку Мицкоски е уплашен од новото раководство на СДСМ и од нивниот. Да. Но тоа ќе го оставиме малце, слушајте не сега, едуцирајте се. Друго битно питање. Ние сме седнале, читаме весници светски по цел ден, за вас да ви го пренесеме се ова, за да не се информирате од Србин инфо и како Балкан инфо. Не, има еден Србин инфо. Тој е плюс некој, него Балкан инфо го знам. Балкан инфо е YouTube каналот. Така. А Србин инфо е порталот. И добро, имаш и во Македонија разни инфо кои што се многу ексклузивни во секоја смисла на зборот. На вакви информации кои ќе прочитате, геополитичка анализа за случувањата, ќе се фатите за глава, но суштината е дека работите малку стојат поразлично. Очигледна е тенденцијата да се направи еден третиот обрач околу Путин. Значи, првиот обрач е Грузија, вториот е Сирија, каде што ние гледаме дека во овој момент Путин е сериозно загрозен. Во Сирија падна Алепо, во моментот бунтовниците секој ден по еден град освојуваат. Да, со неверојатна брзина, и се движат кон северот, следен на мета е Хомс. А откако ќе падне Хомс, ќе биде загрозена една руска база во Сирија. Мислам дека тоа ќе биде следниот таргет. Да, зборуваат многу за Хмеим, дека може да дојде по ситуација да биде нападната, па дури и под обсада. Кој знае како ќе реагираат русите во ово. Меѓутоа, знаеш како? Не, види, ние читаме, ние се информираме, меѓутоа реалноста е дека ние појма немаме за многу работи. Го читам вчера Даглас Мегрегор, знаеш кој е Даглас Мегрегор? Кој што е проруски, кој што е прилично проруски расположен, иако е американски полковник, и тој вели дека во овој момент русите имаат подготвена нова армија од 180.000 луѓе кои што би требало да удрат на Киев сега. Сега, како да кажам, од една страна велиш неверојатно, и мене ми се чини неверојатно, од друга страна може човек се што да очекува во овој транзитен период, меѓу период, во кој што сите се обидуваат, тоа ти што го спомнал на почетокот, да наметнат, да дојдат до подобри позиции. Така е, да наметнат своја позиција која што ќе им одговара, затоа што веројатно со Трамп на чело од јануари некоја друга песна ќе се пее и нема гаранција дека ќе дојде до мир или до не знам што. Не. Да, меѓутоа, меѓутоа само се знае дека почнува од ново. Да, меѓутоа почнува една нова приказна и бога мој, не се знае кон што ќе оди и секој се обидува да зграби што може. Може би и ова во Јужна Кореја дури е дел од таа приказна. Тоа сакам да го зборувам. Значи, види, обрачот Грузија-Сирија, затоа што очигледно веќе фактографски докажано е дека трупи од Северна Кореја и помагаат на Русија на фронтот во Украина. Тоа не е докажано? Докажано е. Па не сме виделе војници
мислам дека излегуваат класични видеа кои се гледаат војници или не знам заробени или нешто, тоа нема. Иако не е тајна дека тие склопија стратешко партнерство и дека овој батото Ким Џон Кун не крие дека им дава и ракети на русите и дека е подготвен да праќа војска. Тоа е се многу колку е светот глобално село, навистина е фасцинантно, овдека упорно некои ликови прашуваат ало батиња као зошто не зборите за Мицкоски за стравот. Луѓе добри, веројатно разбирате дека навистина е голем стравот на Мицкоски. Само секунда, имаме тука еден слушател, треба да му разбиеме еден мит. Ајде. Французите ни сеат лекции за демократија, а усвоија буџет без дебата. Тоа е политиката на Сорос. Види. Падна вчера владата во Франција. Не, ама и ова не е прв пат во Франција да се усвои на ваков начин буџет. Значи да знаете. Ова многу секогаш кога немало мнозинство на ваков начин се гласал буџет се усвојувал буџет во Франција. Системот во Франција. Во Франција е поинаков системот од кај нас. Ако кај нас председателката има мали ингеренции, да. Па има ингеренции на британски крал во суштина. Плюс на тоа меѓународно да ја представува Македонија и формално е командант на војската, да. Да, инаку тоа меѓутоа Макрон е речиси кен тамо. Во Франција е председателски систем со може да има екзекутивни наредби, впрочем, како и во Соединените Американски држави. Добро, но падна вчера владата и е тука сега произлегува. И тоа е тоа, но ќе видиме тамо кој ќе формира, како ќе биде, нема да биде лесно во Франција. Во исто време е дестабилизирана и Германија и многу е интересно. Во преддворието на големата разврска со Русија, Германија и Франција се без стабилна влада. Така е. Единствено од европските големи три сили, која не е во Европска Унија, е Британија, да. Е Велика Британија. Од 63-та до сега немало. Добро, но сепак имало во 63-та. Не е прв пат. Добро, но ми се чини дека и Кир Страмер исто не врви многу добро. Види, во Велика Британија ситуацијата во овој момент е многу интересна. Од една страна е стабилна, затоа што Кир Страмер е на власт. Тој немаше голем рейтинг и пред да победи. Тој направи лендслайд победа, здробени изборите, а немаше некој голем личен рейтинг. Повеќе е резултат на досаден општеството од претходните. Не. Кир Стармер не е харизматски политичар. Он е сосем спротивното на харизматски политичар. Тој е класичен Таче Ковачевски. Не. Кога збориме за харизма. Човек, не, далеко е и во харизма од него, но знаеш, не е оној кој со популизам ги води масите. Многу реален политичар, многу down to the earth политичар, многу симнат на земја. Многу. И човек кој спроведува реформи кои не им се допагаат на сите. Но тоа е важна улога да ја имате како политичар. Тука вака сега ме навлекуваш на нешто. Фршковски Љубомир професорот неодамна беше на некој подкаст, ако не се лажам, кај овие батињата Саша Ордановски, кај да види со оглед на медиумот на кој беше овакво, да се проверете да не фали некое дете. Значи, како да ви кажам. Добро, но одеш од прилика на колку што спев јас тоа да видам, тоа беше и ударно, дека политичар нема што да го слуша народот. Значи, ако го слушавме народот, неговата теза беше ние немаше да бидеме уште во Обединети нации, немаше да бидеме во НАТО, немаше ова, немаше Охридски договор. Тоа е така, тогаш нека прогласи монархија. И нека најде човек кој во Македонија треба да биде крал. Тој негов нахален начин што ја вртам сите, ние ќе тераме вака. Значи, во демократија ти мора да го слушаш народот, но што е разликата? Кир Стармер победи пред 6 месеци, нема ни 6 месеци кога победи. Него народот летоска му даде пас да го прави ова што го прави. Значи, тоа што тој прави политики, он ги вети овие политики и во однос на даноците, и во однос со фармите, он се ова го вети. Дека ќе удри на големиот капитал, дека ќе направи. Ништо од ова не е извадено од ракав. Исто како што ништо на Мицкоски сега што прави во Македонија не е извадено од ракав. Баш така. Значи, не е точно напишано, дека не го слушаме народот. Тоа што ти имаш проблем со перцепцијата на медиумите, кои не се представници на народот, ние не сме како медиумите никогаш не биле во историјата на светот,
представници на народ. Ниту можат да бидат. Медиумите се представници на капиталот кој стои позади нив. Многу едноставно. Добро, значи, ова е дрско кажано, но... Ама не. И сега, кога медиумите наметнуваат перцепција за вас и ви ги скандализираат вашите политики, тие не го бранат народот. Тие го бранат капиталот кој стои позади нив. Исто и во Македонија, исто и во Велика Британија. Телма кој ќе каже нешто против или за владата, таа го брани Мак Петрол. Сител кој ќе каже нешто, таа го брани Силекс, империјата на Дзинго. Радио лидер кој ќе каже нешто, ја брани империјата на Златев. И сега, ама... Например, да, например. Но суштината е таа. Знаеш добро, како? но има нешто за нарекува одговорност обштествена. Абе, окей, се е тоа во ред. Се е тоа во ред. Но тие флоскули, дека медиумите било каде на планетата го представуваат народот, тоа се медиумите филмови. се извори на информации, да, има тоа има, например, медиуми што менјаат цело време кого представуваат и нивниот интерес тие на берза си се продава, ме разбираш, тако да виш. И така во Македонија поголем дел, нели, од портали ово, на тој принцип работа. За ова ќе добиеш плуканици, леле. Шо, не кажа за Алфа, при тие си имаат собствеништво и си го бранат интересот на нивното собствеништво. Да кажеме за Алфа. Алфа е прилично конзистентна во својата политика. Јас не е тајно никој е собственик ништо. Еве има Ана Костевска вели медиумите се да го брлават народот. Токмуто. Ствар, што сте седнале госпожо Јана, овие двајца будали да ги слушате од Сабајле, кога имате, например, земете, прочитате некоја книга. Некој расказ, поезија читајте си на тераса. Јас стварно ве дестимулирам да гледате политика и да слушате. Значи, мислам, генерално, ја да не го работам ова, ја никогаш не би следел политика. Како што го познавам сега во моментов лаже, човекот е опседнат со политика, само за политика зборува приватно, меѓутоа вака како ќе го каже на радио. А уствари кој знае, замисли да работиш, не знам сега, некој менеджмент со машинство поврзан. Гајле ми е, брат. Да те прашаат, кој е премиер? Гајле ми, шо знам ќе викам. И ти каже некој, не го знаеш пратеникот Бране Петрушевски, немам пајма. Не, добро, ја не ги знам голем дел од пратенициве и како новинар. Така што аба замисли да сум машиновоđа, што ќе биде. Види Драган, многу е само секунда, Аги Мјонос, поздрав за ликот и делото, вели медиумот е оружје и не е за во раце на деца и продадени газови. Во Македонија нема реален медиум. Точно така. Добро. Ама ние сме единствен медиум во Македонија кој признава дека е нереален. Значи, и треба поради тоа да не почитуват. Инаку во однос на ликот и делото на Љубомир Фрчковски, кој е автор на светски познатата кованица мека диктатура на либералната демократија. Значи, тоа го има предложено како идеолошки постулат за иднината на Македонија. Значи, јас како човек кој... Да владее СДС само занавек? Не. Јас како човек кој е обседен над со вредностите на либералната демократија, веројатно последниот закоравен верник во крајот на историјата на Фукујама како некаков идеал. Не се случи, но може да се случи, би рекол јас. И мене тоа диктатура и либерална демократија да поврзеш е навистина на рамка на да ти ја одземат секоја можна академска титула која ја поседуваш. Знаеш како, многу интересно дека ја го слушав тој делот кој го збори за дипломатијата. Иако не сакам да коментирам конкурентски подкаст, но оваа радиостаница, јас и Боцевски пред да дојдете вие која екипа, Борјан Јовановски и Сашо Ордановски 3 пати ги поразивме во гледаност 10:1. Првиот пат кога беа на Слободен печат, значи, буквално газата ги избрка од Слободен печат затоа што имаат 10 пати помало слушаност од нас. Значи, тоа бакнеа врата од надвор? Да, јас и Боцевски ги поразивме. Вториот пат кога почна независно да го работат тој подкастот, па после пак отиде на Слободен печат и пак ги избрка. И сега нели си го нашле местото од познатата, како се вика, познатиот Тодувло на киднапери и
убици на деца и старци. Па нека име со среќа. Значи, и тоа е тоа. Госпоѓа Ана Котовска во меѓувреме се кара со тебе. Се чуди што не гледа. Имам прочитано повеќе од што ќе прочиташ да живееш 200 години. Па, Злата, тука веќе си. Не ми изгледате така, но немам никако. Еве, ја почитувам вашата начитаност. Стоја мирно пред вашата начитаност. И сте прочитале 200 книги и нас не слушате. Мислам стварно, че. Зошто? На 200 книги прочитате. Па вие ништо не сте разбрали од тие книги, чим сте завршиле слушајќи нас. Не. Има прочитано повеќе од што ќе прочиташ ти да живееш 200 години. Добро. Уште повеќе, веројатно. Добро, ја не читам многу. Годинава негде 7-18 книги. Не е нешто вау. Златев, мислам дека добро. Диктатура и либерализам. Да, ајде ја поздравиме госпожа. Интересни коментари пристигаат. Еве, има отворени критики на медиумите во Македонија. Па добро, треба да има. Еве, ние сме луѓе што работат во медиуми, велам треба да има. Значи, меѓутоа на граѓанинот, на било кој граѓанин е самиот да одлучи како ќе се носи со тоа што му го нудат медиумите. Апсолутно. Значи, дали се објективни, дали не се. Тука е слободата. Никој не ве спречува да размислувате. Сите медиуми, еве, и вклучително и на сите новинари се продадени ганаси кои работат за вас да ви излажат. Не следете медиуми. Значи, не следете медиуми. Читајте поезија, вежбајте йога, одете на како се на планина. На планина, дишете. Планинарете, рибарете. Не знам дали Вардар не може многу е загаден. Возете кајче. Вожете скијајте, еден наш пријател сега оди на скијање на пример. Не се оптоварувајте вработен државно. Зошто се оптоварувате гледајки медиуми? Навистина не ми е јасно. Ако толку многу ги мразите. И не им верувате. И не им верувате. Зошто ги гледате? Јас не можам да ве разберам во тој ваш мазохизам. А особено што толку многу книги сте прочитали со овие двајца се бавите од собајли. Сум ствар. Речи си неписмени. Речи си неписмени. Добро, се сегуваме, се разбира, но... Сега, главниот дел на Фрчковски, тој вика, владава има лоша надворешна политика. Зошто? Затоа што била многу блиска со Унгарија и со Србија. И јас ја вака гледам, тоа е добро. Кажете ми со кој беше блиска претходната власт? Со Косово и Албанија? Никога не. Со никого. Кога се продаваш и се обидуваше да биде... Но ништо не направи. Ништо не направи. Значи, една... Освен што го спомна Заевка и Меркел во мемориите. Аман, сега и ти као столен. Не, апсолутно. Значи, мене ми е тоа... Го спомнале у ред и пол. Ја го најдов. Да, вчера виде што направиле оние двајца на Вован и Лексус, како се викаат. Турските планкери. Да, го прогласиле за најглупав. За најглуп од сите со кои што имале работа до сега. Ете титулата која што вака зборува многу. Идем у Дубај у моментов. Почитувани слушатели... Леле, немој пак за чоколадите сега. Не, Дубај чоколада беа од претходната недела, а сега почитувани слушатели. Останете со 98,1 по паузата, затоа што ќе се вратиме и ќе ви откриеме како Мицкоски е уплашен од засилувањето на опозиција. Се враќаме назад. Еве, пак не се исклучивте. Ние викаме, не гледајте, немојте да си ги отварате очите, немој да ја слушате вистината, а ви понатаму принудите. Драган, ајде отвориме на насловното прашање на оваа емисија. Да. Само да кажам нешто. Вчера ми беше гостин во Заспи, ако можеш, Орце Симов, професорот на факултетот за информатика, зборувавме околу криптовалутите, знам дека ти е слабост тоа. Меѓутоа, коинциденција или не, токму вчера биткоинот, клучната криптовалута, надмина $104,000. Да, и сега вака да ви кажам, ја пошто сум да ви ги отворам очите, тука сум во право. Сега, затоа што има голем раст, сега настапува ограбувањето. Добре. Значи, што се случува? Тие што купиле пред да победи Трамп, што купивме, значи, сега се чуваат и ги чуваат парите за да направат 20, 30, 50, 100% добивка, независно колку. Сега
ќе го продаваат. У моментов сигналот на биткоин е продавај. Сега, од друга страна, овие што те гледале вчера тебе и рекле, ле, ова чудото отиде 100, ќе отиде на милион, сега сите ќе почнат да купуваат. И нивната вредност ќе почне да паѓа. Всушност, овие паметниве, значи, сега ќе направат пари од глупите. Така е тоа во светот на берзите. Затоа не бидете глупави и не купувајте биткоин. Чекајте да стигне пак на 60.000, 57.000, после ќе си купите. И после кога ќе отиде на 200, ќе ги продаете. Значи, ја ви кажам затоа што 200% добивка не постои во... Мора некој да биде ограбен некојаш. Не, има логика. Ме разбирате? За да направите пари, некој треба да изгуби. Во моментов сите добиваат затоа што купуваа. Да, но тоа не може да трае, апсолутно, да. Ама треба да ги искешираат некако тие пари. Треба да купат станови, коли, бесни и така натаму со тие пари. Да се случува. Многу едноставна логиката. Значи, логиката е едноставна, колку што едноставно не иди у кладилница, не ставај на 2 у 1, 10.000 евра. Да. Значи, толку едноставна работата. Немојте сега да купувате. Ако ме слушате мене, ако сте паметни, купете си. Да, па ќе видиме, да. Па ќе видиме како. Може ќе отиде до 200.000, нели? Не, бенчмаркот беше, нели, 100, може сега да отиде до 120, 130, 140. Тоа никој не може да го знае нормално, но тенденцијата после вакви големи растови е да падне. Што е природно, да. Логиката е таа. Не е логиката, значи едноставно така функционираат пазарите. Сега од биткоин идеме на СДСМ. Мислам дека се два подеднакво шпекулативни асети. Да. Значи, прв состанок на новото раководство на СДСМ се екипира и СДСМ се спрема да се бори против власта. Тоа е точно вчера и познавач ми рече, ми убедуваше дека успеале за 6 месеци СДСМ да се реорганизираат и да застанат на нозе. Јас не се согласувам со оваа констатација, бидејќи реорганизација не гледам, дека се пуштија јако на пресови, на соопштенија и дека на Твитер главно екипата која што ја имаат работи многу гласно, тоа е факт. Сега да отвориш Твитер, јас го користам Твитер за некои други работи, читам од странство главно работи, меѓутоа те преплавуваат ботови кои што напаѓаат од сите страни за се живо и диво, но тоа не мислам дека ќе даде некој резултат. Главно е што ќе прави раководството, како ќе се организира и дали е организирано. Да не се лажеме, не им оди баш нешто добро, иако се обидуваат да направат една оптимистична слика. Ја морам да ви кажам дека мигрирав од Twitter? Од X на Blue Sky, на новата. Тај нова нека апликација? Па да, нова апликација која така во Соединетите Американски држави се повеќе се мигрира таму поради тоа што веќе очигледно како Илон Маск и Доналд Трамп го злоупотребуваат Твитер во... не го злоупотребуваат сега. Зошто го злоупотребуваат Твитер? Секој може да си пише што сака. Не. Мене затоа не е интересно тоа. Алгоритмот во овој момент на Твитер ја фаворизира радикалната десница и мене тоа не ми се допаѓа. И мораш да го прочиташ секој твит на Елон Маск. Добро сега негово е. Па не сакам, добро, значи негово е, не сакам. Негово е. Но факт е дека екипата ботови таму работи, намерно велам ботови, затоа што се луѓе нели без име и презиме, луѓе кои што скриени позади некаков никнейм, кажуваат се што ќе им падне на памет, главно навредуваат и пцујат. Ние зборуваме овдека за сериозни малку работи. Не сакаме да звучиме како едни што ги спомнувавме претходно. Дали Христијан Мицковски се плаши тоа и заглавието на оваа емисија? Јас мислам дека е преплашен. Немам комуникација со премиерот никаква. Меѓутоа можам да го замислам таму во куќата во Ѓорче како седи стуткам под кебе и се прашува како понатаму со ваква. Еве зошто треба да се плаши новата заменик председателка заменик председателка на СДСМ вчера даде информација дека
никој од СДСМ со кој сега таму не го познава претходно. Да, чудна Тоа изјава. е добар рецепт за успех. чудна изјава, многу и мене ме збуни. Ако е тактика, чудна тактика, не можам да ја пробијам. Ако е искреност, никој да не го знаеш кој ќе влезеш. Тоа е поинтата. Замисли влегуваш негде и никого не познаваш, тоа може кога влегуваш во нова работна позиција во сосема нова фирма. Како некаков почетник, ајде некако. Меѓутоа влегуваш на позиција исклучително моќна. Знаеш како? На пример, ако никој не ја познава, тие никој што не ја познава, треба да рекува, што си дошла? На пример. Мислам, логично. Знаеш што, тоа централно раководство ли се вика? Да, извршен комитет. Секогаш ги мешам кога се комитет и кога се одбори. Не, извршен одбор. Нив се одбори, комитети се кај ВМРО. Да. ВМРО има си ги имаат сменато улогите, затоа што у комунизмот комитети беа у комунистичка партија, сега се у ВМРО комитети. Да, нешто измешам. Расчистија со комунизмот со тоа што од комитети стана одбори. Да, жестока промена. Колку што прочитав, еве една работа што ми се допадна, иако може да се размислува за дали е која е позадината. Интерпелациите што Дуи ги плесна во собрание против Стојковиќ, против Изет Меджити, тамо кои се против Тошковски. Сега само одби да ги подржи. Тоа е добро. Да. Значи одби да ги подржи, да станаа против Дуи, вака еден интересен момент. Другото е се побунија против пензиите да не бидат на 67 години да се оди во пензија, што мислам дека секој логичен ќе го каже. Впрочем, тоа не е владина одлука. Тоа е размислување на една екипа, како се вика сега. Размислување со кое Љупчо Златев се согласува. Добро, вие не се согласувате никој. Вие не се согласувате никој, но кога Македонија ќе банкротира за некоја година, после тоа Златев, тука можеме да влеземе во жестока дебата. Ти размислуваш исклучително капиталистички, знам, тоа е твојот не пристап. Размислувам капиталистички. И ја размислувам исклучиво економски. Добро, ајде, различно е тоа да размислуваш капиталистички и економски. Суштината е дека буџетскиот дефицит кој го продуцира пензискиот систем во Македонија е преголем, на долг рок не може да опстои. Финиш. Добро. Државава. Значи, еве сега јас ќе бидам, памтете го датумот, ова ќе го кажам, за да го запамтам и ја датумот, ќе си го запишам после тоа. 5 декември 2024 година. Ти тврдиш? И јас тврдам дека, доколку во Македонија, во наредните години нема, од една страна, радикално реструктурирање на трошоците на државата, од една страна, или, од друга страна, зголемување на БДП-то за плюс 5 до 7 милиарди годишно, што е во овој момент несловна именка, Република Македонија негде измеѓу 26 година и 28 година е во сериозен ризик да банкротира како држава. Односно државата да не може да ги исполнува своите редовни обврски. Толку брзо мислиш? Па не е толку брзо. Тоа е за 2 години, човече. Па да, значи до 28, ви кажем. Значи меѓу 26 и 28. Ова се, јас надвор од ова што го работам, правев некои анализи, значи не е за ова крива ни актуелната власт, не е крива дури ни Тачи не е крив. За ова се криви 30 години политичарите кои постојано под тепих ги ставаат работи. Ние во моментов веќе нема каде, сакаш да кажеш. Значи, не само што нема каде, системот е толку зголемен што државата веќе нема да може да опстои без огромен раст, кој ние, пак ќе кажам, го немаме и не верувам дека ќе го имаме, затоа што чудо треба да случи, не може да се реструктурира толку брзо. Јасно. Затоа што очигледно никој не ги сака овие непопуларни мерки, мислам дека владата нема да ги спроведе. И со самото тоа, слушајќи го народот ќе направи грешка. Сега знаеш како, веројатно си во право, јас кога е во прашање економска логика не можам да се носам со тебе, подобар си во тоа, едноставно тоа. Не, ја ви кажувам. Предмет на интерес долго време. Го памтам датумот, значи но ние зборуваме 12.5.2024 година. Ако се случи ова, овој дел од ова наша емисија, јас ќе го исечам, ќе го ставам јавно и ќе ви кажам.
Во Македонија во овој момент, ви кажав, во Македонија во овој момент е потребна сериозна даночна реформа, реструктурирање, воведување на нови даноци во кои ќе се обогатат, во кои нема да се обогатат, во кои ќе се одданочат оние кои поседуваат поголем имот од тоа што им треба за да живеат, зборувам за недвижнини, во која ќе се воведе данок на наследство. Нас ни се потребни реформи со кои ќе се направи своевидно, не прогресивно оданочување, но еден систем кој малку ќе спречи даночната евазија. Нас ни е потребно итно кратење на трошоците во здравствениот систем, кој со овие трошци не функционира. Во пензискиот систем нас ни е потребно идно огромно кратење на јавната администрација. Нас ни е потребно 70.000 вработени од јавната администрација да се префрлат у реален сектор. А пази, во овој момент точно 70.000 фирми бараат вработени. Се што треба државата да потпише договор, а не да влечкаме од Непал. Да. И еве ги, овие од кои се натовар на државата и не работат ништо, се реструктурираат таму. Потребно е укинување на цели сектори во државната администрација кои се тотално непродуктивни. Доколку ова не се случи, значи памтете ми, сценарието кое јас го предвидувам е тоа. 5.12.2024, не знам кој ќе биде датумот на кој ќе ви го постирам ова, но доколку ништо не се смени во наредните 3 години, јас ќе ви го постирам ова. Да видиме. Меѓутоа има бројни проблеми. Ова со пензиите зошто е проблем? Чиста логика. Човек на 67 години кој што работи во градежништво. Не е способен да го работи тоа. Како? Човек што работи во градежништво на 67 години, може да го заместиш сега на Дождов како дзида зграда он дека. Бутлески Игор вели, јас би се обложил со Златев во 500 евра дека не е во право, буџетот секогаш ќе го спасува пензискиот фонд. Па токму тоа е проблемот. Затоа што кога буџетот го спасува пензискиот фонд во овој стадиум секоја година со се поголем и поголем процент, на крај државата ќе биде или ќе го спасам пензискиот фонд, или нема да давам плата у администрација. Или нема да платам за некои основни обврски као кредити што ги имам. Грција беше у таква сценарија, на крај им дојде тројка да ги спасува. Добро, се согласувам, меѓутоа, пак се враќам на ова. Има некои работи што се многу тешко изводливи. Некои луѓе не можат во некои сектори да работат на таа возраст. Не е возможно. Добро, ама имаш треба да постои економска алтернатива. Значи, што се случува, сега ти кажам. Ако некој има 65 години, така, он не може да биде градежен работник, ќе се согласиме. Не може да биде, не знам, рудар. Ама така е, реално не може. Ама може да продава карти у кино. Може да. Така. Зама за тоа треба некој да му го обезбеди и тоа. Тоа сакам да кажам. Потребни се програми кои ќе ги Усве тоа све било проблем. И се е решено. Као швеѓанец може да работи на 60, што генетски супериорен е у однос на македонец? Апсолутно не. Иако има поквалитетен живот. Која може швеѓанец да работи. И сега ќе ви кажам уште една паралела. Секоја земја која има подоцно пензионирање, има поголем животен век. Тоа е многу интересно. Зошто? Иако многумина се исплачува кај нас дека тоа ќе скрати животниот век. Многумина во Македонија ќе кажат дека татко ми, дедо ми, вујко ми, стрина ми, баба ми, дедо ми починаа пошто веќе не работат, одма по одењето во пензија. Луѓето во Македонија не знаат што да прават со себе си, тоа ќе отидат во пензија. Ова е жива вистина. Ова не се германци, па и сега ќе шетаме, ќе планинариме, ќе истражуваме и така. За жал, нашиот просечен човек легнува дома пред телевизорот и почнува нездрав живот, кој на тие години е фатален. Суштината е дека доколку овие луѓе работат покасно, ќе имат повеќе смисла на животот и зошто да не бидат продуктивни? Апсолутно. Зошто да не? Добро, ова е тема на која што претпоставам дека ќе се отвара и понатаму, еве ние даваме некаков свој придонес чисто со размислување, со отварање на дилеми.
Но ќе се вратиме ли на ова со СДСМ? Со батињата, да. Да, значи батињата, батовците, батото, тоа се тие изрази од новоговорот на Радио Лидер. Види, Драган, страшното е што Мицкоски не се плаши од опозицијата и тоа ме плаши. Мислиш? Не у однос на тоа дали ќе падне Мицкоски. Добро, сега да падне има нема. тотално легитимна основаност да не се плаши од опозицијата. И тоа е проблем. Затоа што во моментот кога вас не ви дише во врат опозицијата во врат, вие правите грешки. Во моментот кога опозицијата нема релевантност да ви каже ова ви е погрешно, вие правите грешки. Во моментот кога вие не се плашите дека утре може да ви излезат 50.000 луѓе на улица, вие правите грешки. Во моментов на Мицкоски никој не му диша во врат, никој нема ризик дека во наредните кој знае колку години ќе му се појават 50.000 луѓе на улица и Мицкоски е тотално лагоден во неговата функција. Верувајќи или не верувајќи во неговите капацитети. И најдобар на свет да си. Во таква позиција се опушташ. Добро, и јас за сега не може да зборуваме за опуштање, многу е рано. Тек започнуваат приказните. Меѓутоа факт е дека потребна е опозиција која што ќе знае што сака, ќе знае што ќе прави и која што ќе нуди идеи, која што ќе нуди проекти, која што ќе нуди проекции, која што ќе нуди алтернативни решенија секогаш и за секое прашање кое што ќе знае да подржи кога е потребно, кое што ќе знае да застане стамено што се вели кога ќе се случуваат работи што не би смеле да се случат кога се во прашање виталните интереси на нацијата, особено без разлика дали се од економска природна или зборуваме за можеби безбедносна или не знам каква. Во овој момент СДСМ тоа го нема, во овој момент за жал СДСМ е исклучително лоша опозиција, а со екипата која што ја собрана во момент на раководството нема никаква назнака дека може да одат и понатаму, но мора да го прашам овде дека Златев имаше некои сериозни расправи со една од подпредседателите, така му дојде. Се извинив без што. Да, се извини, да. Не, види, погрешив затоа што не погрешив во аргументацијата, погрешив затоа што знаете, тоа што некој дошол на функција, а вас не ви се допаѓа, како политичар, односно не е да не ми се допаѓа, незините ставови не ми се допаѓаат. Таа е формата на допаѓање која јас ја коментирам како личност, веројатно станува збор за добра личност, но ставовите, начинот на кој ги презентира и така натаму не ми се допаѓа. Но тоа што мене не ми се допаѓа не значи дека не треба да дадеме шанса, дека можеби на вистина ќе продуцира одредена политика. Проблемот со СДСМ во овој момент е што СДСМ не продуцира политики. И тоа е генерално проблем за државата. Никој не е полиси ориентиран. Не кажува, луѓе, воведете данок на ова, вака ќе се подобри. Тоа исто да го зборев сега. Направете, значи, ние тоа го немаме. Ние имаме само дневно плукање на владата и претходно беше така за жал. Иако ВМРО ДПМН се обиде, нели, даде некакви програмски рамки, ова и ова ќе спомнем, ќе смениме. Еве сега гледаме. Со патна инфраструктура навистина се покажуваат со резултати. Првите резултати се гледаат не е ни пола година владата, а може да видиме дека има резултати ВМРО ДПМН во делот на патната инфраструктура. Во делот на железниците немавме ни еден воз, сега имаме 6 од Србија изрентани. Ама 6 пати многу повеќе од 0. Значи почнаа навечер да работат на патишта. Да, имаме за 600% повеќе возови. Имавме 0, сега имаме 6. Браво, знаеш, но до година може ќе имаме 26. Евидентна значи, е промената. Во некои работи имаат подобрување. Не можеш да кажеш дека немаат. Добро, но проблемот се разбира е во тоа што граѓанинот очекува веднаш и сега, што е природно, а тешко е да се постигне веднаш и сега во ваква држава како е нашата. Да, разорена. Има еден добар коментар, Игор Бако вели, почнуваат да се бават со политика откако ќе отидат во пензија. А политиката е фатална. Има логика и мило ми е што народ коментира. Меѓутоа
За жал. Се согласуваме. Златко вели, на 67 старост би имал 46 години работен стаж. Ова ми е важно, вели, не е битно кога ќе земеш пензија, него колку пензии ќе земеш. Ова е со насмеха кажано од известен пано, меѓутоа неверојатно колку токму ова тема е расправа во последниве денови. Знаеш што пресметуваат луѓето? Што? На 67 години одиш во пензија, просечниот животен век во Македонија е 73 отприлика, мислам, и ќе имаш само 6 години да земаш пензија. Ако ти е пишано ќе живееш 200 години, право, ако не ти е нема да дочекаш пензија. Еве сега ќе ви кажам една ова лично ме засега. Мојот татко почина во јуни, месец година. Тој имаше работен стаж од повеќе од 40 години, имаше работено од 18 години, се пензионираше на 64, а почина на 66. Значи, дали 2 години земал пензија? Да. Јас ви гарантирам, познавајќи го човекот, кој има незначаен клучен придонес во моето постоење. Имено. Од секој можен аспект. Именно, да. Значи, од изградба, да добио безбедил образование, значи 80% од оно што сум јас денес сум поради него. Јас тврдам дека доколку беше пензионирањето на 67 години, он ќе беше уште жив. Значи, баш заради оно одржување за кое што зборувам. Значи, од работата на многу интересен начин го одржува човекот. Работата ви создава еден систем на организираност, една рутина која ви го подобрува животот. Да, и за тело и за дух. Особено ако сте човек кој е, знаеш, со карактер да биде пргав цело време, сака да работи нешто, знаеш. Ако вие сакате да лежите дома, знаеш, и да не работите... не имаме батиња кој што, се извинувам за терминот, многу ми е заразен, кој што до 35 години лежат дома кај мама и кај тато, ништо не работат, критикуваат држава и тоа е исто една слабост со која што сега, знаеш. Реално имаме и такви. Или си или не си, меѓутоа да броиш дека само 6 години ќе му останат на живот на човек и само 6 години ќе ужива. Добро, се види. Сега да бидам искрен. Тоа не е никаква гаранција за ништо. Да бидам искрен. Парите кои татко ми ги издвојувал во пензискиот фонд не пропаднале, затоа што сега нели неговата пензија ја наследува на еден или на друг начин, мајка му живее од таа пензија, но значи далеку од тоа дека еве он ги фрли парите Ама не сме така да се размислува уопштено. Зошто? И втора работа. Тоа размислување на нихилисти, значи без смисла во живот. Да не речам лузерско, да. Да, сакам да лежам и да земам пари. Еве сега друга работа. Кога ние имаме сега втор фонд, така. Јас проверувам тоа писмото, ми стига чат-пат од може да ги получиш тие пари, нели? Дури работиш, не можеш. Кога одиш во пензија, можеш да ги земеш одеднаш, мислам. Мислам дека можеш, да. И сега замисли. Ако ги земете вие тие пари одеднаш, кои ќе отидете у пензија, не знам. Ја во овој момент мислам дека после 10 години работен стаж имам добри пари таму. Види, на крајот сигурно ќе стигнам до некоја сума 5-6 евра да имам во тој фонд. Добро, ако се зголеми платата во наредниот период може ќе имам и 120. Но тоа се пари кои ќе ги земете вие, можете да им решите стамбено прашање на вашите деца ако немаат решено со тие пари. Второ, можете да се обезбедите да патувате во животот малку. Да, релаксација, некоја кој што на запад е нормална. Никош нема да заборавам, идам на предавање порано на факултетот во Лондон и имав некои 20-30 минути слободни и во еден од кафичите застанав надвор, пошто там само надвор се пуши цигара, да запалам цигара. И доаѓа баба и ми вели, од овде сте, не викам, ама како да ви помогнам? Го бара, не знам, Тотенхем театарот, кај бил во близина. И викам, не знам, чекај, проверувам на мапа и гледам дека е многу близко. Ај викам, јас ќе ве однесам. И пешачиме заедно до таму. Бабата е од Малезија, етнички кинескиња, живеела, работела како докторка у Белгија, си дала отказ од работа и се смачило 79-та година и отишла да живее у
Ирска, отворила ресторан, фамилија, све живо, сега е пензионер, има 82 години и го шета светот. Да, тој е дух, тој е исправно. Го шета светот. Вика, дојдов, не сум била 20 години у Лондон, у Ирска живее, дојдов, вика, да се прошетам. И со кого сама, вика, немам сопруг, немам никој, деца си се тамо, вика, супер си функционираат, ја вика, мај да се прошетам. И доаѓа у метро, прашува луѓе кај да најде, знаеш, фина, образована докторка и така натаму. Да, се. Кај нас, брат, бабе иде у пензија, максимум движење до пазар, до аптека, до самопослуга и до доктор. 4. Да, 4 локации има. Значи 4 локации. Ја имав 2 баби, 6 да им умреш, 100 метри околу куќа и нигде на друго место. 200 метра од куќа. Нема поместување. Како сакате да имате вие долг животен век? Да, апсолутно. Како сакате да имате со тој стил на живот голем животен век? Како? Да. И проблемот е на здравствениот систем. Што кај на здравствениот систем доаѓа, имам чир у желудник, дај да го средиме. Не функционира здравствениот систем вас да ве едуцира како да живеете поквалитетен живот, дека треба да пешачите, треба да джогирате, треба да вежбате, треба да патувате, треба психички да се... Значи, да. Кај нас системот не ги учи тоа, кај нас ја рак имам, ја дојде да ти дам хемотерапија. Тоа е здравствениот систем у Македонија. А во цивилизираните општества тоа малку различно изгледа. И дава резултат. И се ова влијае на животниот век. Така е. Вика, ми се допаѓа да работиш и како пензионер, доколку си радоспособен. Апсолутно. Вели да Финка, да, почитувана слушателке, и јас не планирам никогаш да отидам у пензија. Најискрено ви кажувам. Ја како дртаво старо новинарище сакам на Сабајле вака на радио да ви правам радио емисија. Не сакам да одам у пензија. И што сега ја треба да речам, ја нема никогаш у живот да одам у пензија, ајде да не плакам ја сега пензијско осигурување. Да. Знаеш, суштината е тоа. Како ти гледа, ама од кај да знам дека може да има инвалид за 3 години не можеш да знаеш сето тоа, но се надеваш. Но се надеваш дека ќе имаш како и секој пензискиот систем животен век. Пензискиот систем е тебе да ти овозможи сигурност, а не да ти овозможи ја колку години ќе лежам. Да, па тоа зборуваме. И ќе земам пари без ништо да работам. Така е. И мислам дека за ова ќе се согласиме сите, и мислам дека секој рационален ќе се согласи дека подобро е да се работи што подолго од практични причини, здравствени и секакви, меѓутоа ако се отвори оваа дебата посилно во јавноста, ќе ги видиме резултатите. Ако не па. Да, вели, ако почине еден од сопружниците, другиот парите од вториот столб може да ги земе во случај на смрт. Леле, ова ќе почнат да фингираат смрт луѓе. Па добро, кога се во прашање финти, тука сме доста јаки, да. Се смислува веднаш. Па не види, некој ќе му притребаат 3-40 евра, 50 евра, го гонат овакво лихвари, ќе најде за 1000-2000 евра доктор да го прогласи за мртов. И да ги префрли на жена му. И да ги префрли парите на жената, они ќе се раздужат и тоа е. Алтернативни решенија ние имаме секогаш, тоа е чудо е. Да. Како вика народ што пие ракија од конзерва и што јаде таратор од чересит, не може да умре. Видете, например, сега има и обратен пример од нас, тоа е Скандинавија и па еве го сега Максимовски Љубчо, не да седиш и да збориш не е иста работа со некој 67 годишен на скела качан, тоа и го зборувавме веќе. Па тоа и го зборувавме, Љубчо, треба да се реструктурираат работите. Еве сега ќе ви кажам. Покојниот мој татко беше вработен во Ева на Македонија, он се качуваше по бамдери физички, многу захтевна работа. Но на крајот можеше да биде да ги обучува младите како се работат некои работи. Затоа што таа компанија постојано доаѓаат млади луѓе. Така е. Нови вработени, некој треба да им дае обука. Искуство, значи како кабелов се прави ова, како се прави. Можеше тоа да го работи. Можеше да ја средува околината околу трафостаниците. Тоа со рак го правеше човекот. Болен која беше, знаеш. Првиот после првата операција му рекол од компанија полесно ќе ти даме.
и ги одржуваше околината на укавадарци светеа трафостаниците ради него. Значи секојаш може да се најде работа. Се што е потребно е системот да има хуманост вградено во себе. И едноставно да ги едуцира и луѓето, и вработените, и работодавците, како сето тоа да го изведат. Еве, во радиово, ако некој, не може да биде на 67 години радиотехничар, пошто не може веќе добро да слуша. Ко пример, еве, тоа не може да го прави така, но може да вари кафе. Може да средува кластери со документи. Така. Во секоја компанија има начин на кој се сака. Меѓутоа, тука е од еден аспект е државата, условно кажано, општеството кое што ќе едуцира, кое што ќе наоѓа алтернативи. Вториот аспект се луѓето сами по себе, кои што треба да создадат внатрешна волја за сето тоа, и третиот аспект е самите фирми, односно собственици, кои што во целата таа работа ќе пронедат и за себе бенефит. И еве сега да ви кажеме на друга работа. Потешко е на 67 години да збориш на радио, да бидеш на скела качен, затоа што, познавајќи ги нашите 67 годишни колеги, после цел животен век исполнет со со стрес као новинар, прилично стресна професија, после 40 и кој знае колку години секој ден во моторот на информирањето влезен, на 67 години вие многу големи шанси постојат дека баш нема да бидете во ментална кондиција секој сабајле да водите. Колеги кои што докажуваат дека може да те. Ама имаме и колеги кои го докажуваат диаметрално спротивното. Апсолутно. Имав не еден таков во студиото. Но ме разбираш, значи не гледајте на тоа, па тој ако работи си седи на топло. Работа на зборка, си зборка тој така на добро. На секој би му предложил да се обиде па да види како вика Златев дали ја праша бабата од Малезија дали чувала внуци, кај нас нормално да ги чуваат внучињата и тоа ги исполнува повеќе од се, се согласувам, но исто така ќе кажам дека многу е погрешно за децата да ги оставате кај баби да ги чуваат. Затоа што децата па се во развој од една страна и нив им е потребна малку поинаква форма на социализација. Јас разбирам и љубов на баба и време поминување со баба и се тоа стои, но не може бабата да биде централен дел во животот на детето. И токму поради тоа што кај нас бабите се централен дел од животот на децата, имаме баби кои умираат кога децата ќе пораснат и имаме деца кои малку вредносно се дезориентирани затоа што животот им се базира околу исполнувањето на нивните желби од страна на бабичка и дедо, Ова го зборува човек израснат од баба. Значи да се разбере. Но сега си кажа честно, Значи, но реалноста е таа. Немојте да и плюс многу е себично од родителите кон бабите и дедовците. Некој цел живот работел за вас да ви исправи на прав пат као луѓе, ви бил родител. А сега ви ги работел и на крај не е тоа доста, вие ќе му ги тупнете децата за да може да идете вечер да шмркате бело и да се забавувате у кафана, да се качувате на маса. Многу е неодговорно и кон тие што ви израснале. Сега вака да бидам искрен. Какви здраворазумски поенти искажат. Многу е неодговорно. И ја поише би сакал, сега немам шанса за жал, татко ми почина, но имам родителите на сопругата се здрави и живи, мајка ми е здрава и жива. Ја поише би сакал тие да земат, да го шетаат светот, да научат некои нови работи, да истражуваат у животот, да запознаваат луѓе, од да ми го чуваат мене детето. Детето у градинка ќе очуваат и ние ќе очуваме. Тоа е. Ја не викам дека детето не треба да поминува време со баби и дедо. Но не круцијално, Но не круцијално. Детето треба да оди у градинка, каде што ќе се социализира со други деца од најмала возраст, за да не биде после да нема антисоцијално однесување. Кај нас, знаеш колку е тешко образовен систем, децата чувани од баба и дедо после да се вклучат, да се вклучат. Колку е различна формата на социализација. Луѓе, отворете ги главите. Многу им било убаво на бабите да чуваат внучиња. Се е тоа во ред. Ама лошо и за бабите и за внучињата.
Лошо Не е за... сакам да ви навлекувам во вашите животни избори, на крајот од денот вие бирате. Значи, не велам ја, не ви наметнувам. Јас само ви ги кажувам негативните аспекти на случувањето. Не сум ја тоталитарниот мозок кој ваш личните животи ќе ви ги креира, да се разбереме. Добро, овдека има, мислам, финална конклузија некоја од страна на Златев. Ево уште еднаш да повториме, лошо е за Мицковски што ова опозиција ќе го решета во наредниот период. Со право ставивме наслов дека се плаши, треба да се плаши, плаши се премиере. Еве, има и еден црн хумор на темава. Ајде. Вика, кој нема да доживее до 67 години, ќе биде кремиран и ќе доработува како песочен часовник. Добро. Ова е добро од ликот, се костиче како шега. Да. Дали ја завршуваме оваа емисија или да продолжиме да зборуваме за стравот на Мицкоскиот СДС? Како? Да завршуваме или да продолжиме за стравот? Па види, ајде збориме за стравот, мислам дека не се плаши Мицкоски. Не се плаши Мицкоски. Затворен цитат. И тоа е проблем. Да. Дознайте, и тоа ги ставиме наслов, дознайте дали Мицкоски се плаши од опозицијата, и во нив ќе слушате за бабите. Во емисијата успеавме да ви го продадеме Мицкоски во емисијата за криптовалути, за Грузија, за баби и за Сирија. Мислам дека тоа е одличен начин да го почнете ова утро. Почитувани слушатели, до слушање и до видување до утре. Се најдобро.